19 ноември, денот на ослободувањето на Тетово, денес беше пригодно одбележан пред споменикот на револуцијата. По интонирањето на македонската химна и едноминутното молчење за оддавање почит на паднатите борци, букети свежи цвеќиња положија делегации на локалната самоуправа, општинската организација на Сојузот на борци од Тетово, Армијата на Република Македонија, гарнизон Тетово, Сојузот на борци од Гостивар, Општинската организација на СДСМ Тетово, Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Тетово, Организацијата на резервни воени старешини, Музеот на Тетовскиот крај, Сдруженијето на пензионери од Тетово, Сдруженијето на Срби и македонци, културно-уметничко друштво Бранко Чајка, Сдруженијето Македонски херои 2001 година и ученици од основното училиште Андреа Савески Ќиќиш. За значењето на денешниот датум со пригоден реферат пред присутните се осврна председателот на Тетовскиот сојуз на борци Јоцко Димитриевски. Оваа година се навршуваат 74 години од ослободувањето на нашиот град Тетово, како последен окупиран град во Македонија, кој на денешен ден беше ослободен од фашистичкиот окупатор и домашните слуги. Почитувани, сметаме дека одбележувањето на овој датум, како и на други значајни настани, датуми и државни празници е законска, цивилизацијска и морална обврска и долг спрема нас, борците учесници на народно-ослободителната антифашистичка војна на Македонија, како и кон сите граѓани на Тетово, без разлика на национална, верска и политичка припадност. Националната омраза и нетрпеливост се уште се храна на поединци, но како одминува времето, така и свеста на граѓаните на нашиот град е се посилна и посилна. Затоа, како што забележувате, ние честни и искрени граѓани, и македонци, и албанци, и од другите националности, нема да дозволиме овој светол датум да згасне. Наша денешна обврска е да го чуваме тоа, да го надградуваме, да го чуваме и зажубуваме да трае со генерации и генерации. Тоа е всушност нашиот капитал. Чување и негување на традициите, на заеднички живот на сите граѓани на нашиот град. Да се надеваме дека ова ќе придонесе нашите млади генерации да имаат побогата, посветла и посреќна иднина. Тетово да доживее подем во сите сфери на своето функционирање. Сведок на ослободувањето на градот на овој ден пред 74 години бил и тетовецот Јордан Јосифовски. На данашен ден е Тетово ослободено од балистите. Овдека беа собрани цел град, цело Тетово, мало и големо. Со букети цвеќиња, со очите насмејани и расплакани. Меѓутим, партизаните дојдоа од кај Монопол, овдека на площад. Построени беа у 3 реда. Секој беше облечен кој со италијанско одело, кој со германско, кој со енглеско, у разни боje. И носеа со нив опанци. Толку беа добри, убаво пројде денот, ама една жена истрча и го бараше синот. А синот не беше дојден. Тоа беше најголемиот плач. Јас се сеќам као дете. Организатор на годинешното одбележување на денот на ослободувањето на Тетово е општинската организација на Сојузот на борци од Тетово. Извонредниот талент и вложениот труд во спој со нивната младост и позитивна енергија беше причина да измамат долготрајни и громогласни аплаузи, насмевки и комплименти. Девојките од музичкото трио Шербет вчера ја кренаа на нозе тетовската публика по првичната идеја да ги испеат движејќи се низ сокаците најубавите песни што некогаш се пееле во старото Тетово, се роди идејата за првиот студиски албум Спомен.
самиот наш почеток, нашата идеја беше на враќање на старите песни од Тетово и од Македонија. И како што растеа нашите амбиции, нели одлучивме да снимиме еден собствен албум, меѓутоа повторно да ги оживееме староградските тетовски песни, кои што можеби некои од нив не се препеани повеќе од 30 години студиски. Токму за тој албум, наречен Спомен, кој што е составен од 9 староградски песни, решивме дека сакаме да го промовираме концертно пред тетовчани, значи да дојдат најмногу од нив што може да дојдат да не чујат. И навистина ни беше многу убаво, дојдоа многу луѓе и презадоволни сме. Прекрасната сценографија само го надополнуваше духот на вчерашната промоција на деби албумот Спомен на музичкото трио Шербет. Присутните во Центарот за култура Илјо Антевски смок во Тетово имаа комплетно музичко уживање. По завршувањето на концертот си заминаа подпевнувајќи си за Васка Евгова, Трпана, Магда. Концертот помина преубаво, на репертоар имавме 9 староградски тетовски песни. Трпана, Джизора, Шеќерина, Чукав Мале, Магда, Джанџигер Магда, Огреала Месечина и Кажи Васка Евгова. И преубаво е чувството кога пред толку многу луѓе што ги знаеме и што се тука да им ги интерпретираме на нив. Успешната приказна на музичкото трио Шербет започна пред 2 години во близина на старото кинобратство, кога 3 распејани девојки, враќајќи се од проба на женскиот хор Менада, го снимаат првото видео. Нивната намера да го развеселат и оживеат Тетово е веднаш препознаена и нивните 30 на видеа доживуваат стотици илјади прегледи на интернет. Идејата започна со снимање на улично видео, како што знаат сите од совраќање од настап со хорот. Го снимивме првото видео и како што поминуваше времето, така растеа и нашите апетити за да се створи уште нешто подобро и поголемо. И така, како што се развиваше приказната, се развија и нашите настапи, почнавме, снимивме албум, кој што вечерва го промовиравме пред тетовчани. И концертот концертот кој што се случи вечерва беше до сега наше најголемо достигнување. После надевам дека до година уште повеќе концерти ќе има. Музичкото трио Шербет кај тетовци успеа повторно да го оживее ликот на старото Тетово, кој за жал е се помалку присутен, додека пак албумот Спомен несомнено ја достигна целта поради која е создаден, да остави спомен за еден град под шара кој некогаш имал впечатлива душа и маалски живот, каде народниот творец ја воспевал љубовта и љубовните маки на најавтентичен начин.